Следната тема со гостин овде во студиото 3 на МТВ е тесно поврзана со денешниот ден. Имено 8 до 10% од општата популација има одреден степен на хронична бубрежна болест. Во Македонија бројот на пациенти кои има потреба од хроничен хемодиализен третман се движи меѓу 1300 и 1600. Ке ни каже докторот дали е поинако последниот период. Листата на чекање пак за трансплантација на бубрек се движи од 130 до 160 пациенти, но оваа бројка е константно променлива. Причина повеќе на Меѓународниот ден на бубрегот да разговараме со доктор Сашо Дохчев, уште еднаш да проговориме за значењето на здравите бубрези, но и за трансплантацијата која што значи живот. Добро утро. Добро утро, доктора. Добро утро. Благодарам на поканата. Еве да го обележиме денот работно. Денеска имаме кадаверична трансплантација, веќе ќе почнеме за неколку часа, се надевам, ако успешно се извадат бубрезите, бидејќи се работи сега за мултиорганска трансплантација од кадавер. Не само вадиме бубрези, него колегите од абдоминална хирургија ќе извадат и хепар, ќе го трансплантираат, колегите од кардиохирургија ќе извадат срце, ќе го трансплантираат, така да веќе Македонија спаѓа во редот на земји кај што се работи мултиорганска трансплантација. Не како што беше досега пред неколку години само на бубрези. Докторе, морам да открием додека се подготвувавме за разговорот изминативе 7-8 минути, ви се јавија колегите од клиника и ви кажаа дека се е подготвено. Толку сме благодарни што одвоивте простор за Македонија денес. Така е, колегите веќе ние сме искусен тим составен од еве јас сум најстар, помлади колегите веќе се исто обучени да работат и колегата Јан Чулев ќе ги извади сега бубрезите во соработка со асистентите наши и потоа јас двете трансплантации една по друга ќе ги изработам. Суштината на денешниот ден е, докторе, да зборуваме многу повеќе за значењето и на бубрезите за севкупното здравје, но ќе ја споменеме и трансплантацијата за која што проговоривте. Првото нешто што ме интересира во контекст на здравјето, каква здравствена култура имаме ние граѓаните овде? Па, да ви кажам, во последно време, јас тоа го говорам секогаш на овие јавни настапи, вако приватните разговори, дека доаѓаат пациентите на контроли, односно и на првични прегледи и потоа и на контроли, така да веќе сум на некој начин задоволен, бидејќи јас сум 35 години на клиниката, па можам да направам паралела како беше порано, како е сега. Навистина, многу гужви имаме во нашите 4 амбуланти што се секојдневно активни на нашата клиника и дури не можеме да ги прегледаме сите пациенти што се создава гужва. Така да веќе почнуваат граѓаните да имаат чувство дека мора да се прават бар еднаш годишно, зборам и за машката популација, бидејќи ние сме претежно клиника урологија, посебно за машките болести, да кажам, на урогениталниот тракт. Не дека и пациентите од женската популација не доаѓаат, меѓутоа говорам дека се повеќе и повеќе свеста е зголемена. Околу 850 милиони луѓе во светот страдаат од бубрежни заболувања. Бројот на пациенти со хронично заболување на бубрезите, вака велат податоците, се зголемува во насока да стане едно од 5 водечки причини за смрт на глобално ниво до 2040 година. Добро, еве велите ги следите, работите како беа, како се сега, па како е со домашните пациенти? Па еве, вашата колешка Кристина ја прочита статистиката, таа статистика е од колегите од нефрологија, затоа што трансплантацијата не е само хирургија, него се интернистите вклучени во оваа дејност, кај што и колегите од трансфузиологија, кај што се одредува ХЛА типизацијата, кај ни се регистарот на пациенти кои се на хроничен програм на диализа. Меѓутоа, таа бројка е, да кажам, релативна, бидејќи сите пациенти што се на програм не се спремни за трансплантација. Значи, секојдневно малтене треба да се евалуираат и да се испитуваат пациентите, да бидат во општа добра здравствена кондиција, за да можат да примат бубрек како трансплантиран орган. Затоа се селектираат пациентите пред се према сличноста, значи на органите, а потоа и према општата здравствена состојба на пациентите. За трансплантацијата сме зборувале во речиси секое гостување во Македонија наутро. Добро е да споменеме дека Македонија може да се пофали со одлична бројка на трансплантати. 505, 506 денешната, како? Денеска, да. Значи, ова е огромна бројка за Македонија, посебно ќе нагласам периодот од последните 12 на години, од како сум јас начело на тимот за трансплантација, а пред тоа учествував и јас како асистент во тимот што беше претходно. Така да можеме да кажеме дека повеќе од половина за овие 12 на години се направени трансплантации.
Значи, некаде сме на половина, од 77 година, рачунајте, за 10 години успеавме да направиме огромна бројка на трансплантации. И што е најкарактеристично, ја воведовме кадаверична трансплантација 2014 година. Иначе беше доминантна живата трансплантација, или така наречената living donor трансплантација, која до денеска ја практикуваме. Денеска требаше да имаме закажана living donor трансплантација. Добро, кога сме веќе на оваа тема, колкава е листата на пациенти кои што чекаат? Па, отприлика тука е, таа листа е за кадаверична трансплантација. За living donor нема листа. Како ги спремаат пациентите, колегите од нефрологија, така ние ги оперираме. Денеска, ви кажав, треба да имаше living donor трансплантација од мајка на керка, меѓутоа моравме да откажеме ради оваа приоритетна кадаверична трансплантација. Така да некаде се, не знам, 80 до 100 на листата за чекање. Али, реков, сите не се најпогодни за примање на орган. Она што е за пофалба исто така е дека во време на ковид пандемијата, кога се беше затворено, кога речиси да не функциониравме, поставивте рекорд во однос на трансплантациите, 28. Тоа е сериозна бројка. 28 во една година. Во една 21 година. Да. Иначе, првата година кога почна пандемијата, некаде во март, нели, почна пандемијата, ние првата трансплантација од 2020 ја направивме во мај месечини. И тогаш успеавме да направиме 12 на трансплантација. Не 12, но точно 12. За да се охрабриме таа година и видовме дека ризик постои, меѓутоа имаме успех. И наредната година, 21 направивме 28 трансплантации, што е огромна бројка за тој пандемичен период, и таа година е уште по нешто значено. Прв пат во историја на македонската трансплантологија направивме повеќе кадаверични трансплантации отколку living donor. 16 кадаверични во однос на 12 living donor. Добро, предизвиците кои што доаѓаат со органодарителството и трансплантацијата се огромни за современи општества, не е само за нашето. Вие со какви предизвици се соочувате? Секојдневно можеме слободно да зборуваме. Па да. Јас го прашав докторот додека се подготвувавме, дали има млад кадар кој ќе ве наследи? Има одлични мои соработници и мои ученици, да ги наречам, иако се тие више над 40 години веќе се искусни уролози, меѓутоа сепак ние поискусните ја водиме целата постапка. Ќе има тим и во иднина. Ќе има и тим и во иднина, и се надевам ќе биде исто успешен како и досега. Истиот тим, бидејќи ќе биде истиот, ќе се приклучи нормално и други колеги помлади. Ако нешто нашата држава, Република Македонија, може да се пофали, тоа е токму на планот на трансплантацијата. Историски гледан, посебно во овој реков. И во однос на трансплантациите од жив донор, последното гостување во утринската програма го искористивме за да ве прашам во какви релации се најчесто дарителите и примателите на бубрези, и сега ми кажавте најразлични фамилијарни конекции, но зборувавме за тоа дека до тогаш, зборуваме ве пред година и половина, две, ниту еднаш не се случило маж да дарува бубрек на жена. Се промени ли нешто од тогаш? Се промени. Да? Се промени, два пати даде. Два пати даде. Храбро. Добре, да збориме и понатака, може да ќе се охрабрат уште повеќе. Апсолутно, да. Да, точно е тоа дека жените, сопругите, не жените, сопругите се многу похрабри во однос на тој дел на дарување на бубрек, и веројатно имаме, ние ја нарековме и сопруга, жена херој на 33 годишна возраст. Сопругата му даде бубрек на својот сопруг, што е извонредно ретко. На 33 години да дарувате бубрек, тоа е, значи, страшно нешто. Добро, дека сопругата дала на сопругот, тоа не се сомневам. И тоа е најмладиот донор, Секоја чест. Кога зборуваме дека превентивата е најдобриот лек, имаат ли граѓаните можност за термини, за прегледи? Тоа е нешто со што се соочуваме сите секојдневно. Нема простор за термини, па верувам дека тие итните имаат предност, но дали и тие Не, се што итно нема... имаат предност. Како е на терен, буквално, како ви е секојдневието? Секојдневието ни е угужва. Секојдневно угужва, така да посветени сме максимално да ги лекуваме пациентите. Итните, апсолутно, тука нема листа на чекање кај итните, одма се примаат, се решаваат, се оперираат, ако треба, или конзервативно се третираат. А за хроничните пациенти, да ви кажам, и кај нас се чека доста, посебно за бенигни заболувања. И ние сме тие кои можеме да процениме колку е тој временски период кој може да чека. Колку итно, сака да кажете. Еве ќе ви кажам споредба на Запад, во една Австрија, за операција на простата се чека отприлика една година.
Еве сега ќе ви падне чудно, меѓутоа и западниот свет не може сите одненаш да ги оперира. Али не е проблем и да се почека за таа бенигна простатична гиперплазија една година, не се промени ништо посебно. Добро, а што значи основен превентивен преглед? Што значи? Да Тоа треба да биде на одреден временски период? Да, зависи од за која болест. Кај мажите треба од 40 година нагоре, посебно за болестите на простата, да се посвети големо внимание и да се доаѓа на прегледи. Тоа е дел од културата на живењето. Да. Па да, јас повеќе пати напоменувам дека во некои западноевропски земји, Скандинавија е секојаш на врвот во таа насока, мора да се јават еднаш годишно на преглед. Ако се добие некој карциномско заболување, пациентот сам си ги сноси трошковите на лекувањето. До таму иде, значи, опомената на некој начин. Тоа е лична одговорност, апсолутно. Да. Докторе, оставаме простор да поидете навреме и стигнете во операционата сала, да се надеваме дека ќе поминат успешно мултиорганска трансплантација. Веќе такви се трансплантации. Сите пациенти ќе бидат добро и ќе застанат брзо на нозе, а со следните убави вести повторно во очекуваме во утринската програма. Па ја пред операција не сакам да говорам ништо, а после тоа може да правиме мојата. Само ви благодариме на времето кој што го одвоите. Благодарам.